Средните скопски училишта добиваат нови и модерни спортски терени, информираше градоначалникот Орце Георгиевски. Горд сум кога нашата визија што ја градиме полека добива своја форма, што ми дава уште поголема инспирација и мотив да продолжиме уште посилно. Со силна и јасна цел да ги мотивираме средношколците да живеат здраво, ставаме огромен фокус во инвестирањето во спортската инфраструктура. Ова е инвестиција во здрави генерации кои се темелот на иднината, порача Ѓорѓиевски. Во моментов се во реализација нови и реконструирани спортски терени. Во училиштата Браќа Миладиновци повеќе наменско спортско игралиште. Во средното училиште Здравко Цветковски повеќе наменско игралиште со специјално уредени спринт патеки. Во средното училиште Димитар Влахов ново фудбалско и кошаркарско игралиште. Во Кочорацин фудбалско игралиште терен за одбојка и целосно реконструиран под во спортската сала. Во средното училиште 8 септември игралиште за кошарка и одбојка и во училиштето Ѓорѓи Димитров тениско, кошаркарско и фудбалско игралиште. Сите овие терени се градат со висококвалитетни и издржливи материјали, односно полипропиленски спортски подови од ист тип како оние што се користеа на летните олимписки игри во 2024 година. Ова е стандарден избор кога се сака безбедност, издржливост и професионални услови за тренинг, порача градоначалникот, кој најави дека во континуитет ќе се продолжи со развој и напредување на спортската инфраструктура низ целото Скопје. Екипите од општина Карпош, задолжени за одржување на јавната чистота, минатата седмица спроведоа координирана акција со јавното предпријатие Паркови и зеленило, во која со здружени ресурси го расчистуваат теренот на територија на локалната самоуправа, информираат од општина Карпош, додавајќи дека лицата задолжени за одржување на хигиената заедно ги чистеле јавните површини, подигајќи органски отпад, лисија и гранки на потегот долж булеварот Партизански одреди, од улицата Рузвелтова па се до кружниот тек во населбата Влае. Хигиеничарите од Карпош детално чистеа и во околината на плоштадот Делфина во Влае во рамки на основното училиште Војдан Чернодрински. Со истата динамика се работеше на реонот кај споменикот на Кузман Јосиповски Питу во населбата Козле и во околината на спортскиот центар Борис Трајковски во Карпош 3. Службите од Карпош интервенирали во Тафталиџе 2, каде што беше исечено од странето дрво на улицата Женевска, кое представувало закана по безбедноста на жителите. Со ист интензитет општинските служби секојдневно ги одржуваат јавните површини низ Карпош во одредени делови од општината преку обезбедување на луѓе и механизација. Учествуваат во акции за чистење заедно со екипите на град Скопје и јавното предпријатие Паркови и зеленило, информираат од локалната самоуправа. Општина Кисела Вода е првата скопска општина која доби целост на 360 степени виртуелна презентација преку новиот дигитален проект Општина Кисела Вода на дланка 360 степени. Проектот представува современ начин на представување на општината, кој овозможува граѓаните, учениците, посетителите и туристите виртуелно да се движат низ Кисела Вода, да ги истражуваат најзначајните образовни, културни, спортски и духовни локации. Со над 500 панорами, снимени од воздух и од земја, меѓусебно поврзани во интерактивна прошетка. Корисниците добиваат реалистично искуство и информации за секоја локација, информираат надлежните. Оваа иновативна алатка има и значајна образовна улога, бидејќи може да се користи во наставата по историја, географија и други предмети. Виртуелната прошетка им овозможува на учениците полесно да ги разберат содржините што ги изучуваат. Од туристички аспект, проектот создава силен потенцијал за промоција, овозможувајќи им на посетителите однапред да ја запознаат понудата на општината, велат од општина Кисела Вода. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски сподели дека се интензивираат работите и проектот за новиот главен пат од Ново село до црквата Свети Архангел Габриел. Започнуваме со тампонирањето од кај црквата кон доле. Паралелно се работи на приклучоците од новата водоводна мрежа. За трасата да биде комплетно подготвена за следните фази, истакна Стојковски во својата објава на социјалните мрежи. Овој пат долг 780 метри, широк 6 метри, како што посочи градоначалникот, ќе донесе нов коловоз и значително подобра поврзаност за жителите на Ново село.
Проектот се реализира преку МТВ и програмата на Светска банка. Со активно учество на општина Ѓорче Петров во документацијата и кофинансирањето, додаде првиот човек на Ѓорче Петров. Градоначалникот на град Скопје Орце Ѓоргиевски истакна дека секое средно училиште на територијата на градот ќе добие сопствен фотоволтаичен систем до крајот на неговиот мандат. Ова е сериозна економска мерка која ќе значи на 30% намалување на трошоците за електрична енергија. Токму овој модел успешно го воспоставивме во сите основни училишта во Кисела Вода. Сега го пренесуваме на нивото на цел град, потенцира Ѓоргиевски. Тие обезбедуваат стабилност, намалување на зависноста од традиционални извори, одговорно управување со јавните средства. Со оваа инвестиција создаваме современи училишта кои произведуваат чиста енергија и ги учат младите на вистински вредности, на одржливост, иновација и грижа за средината, додаде првиот човек на град Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно ќе ја